Она што го ветивме во предизборниот период за време на кампањата на локалните избори, веќе веднаш почнуваме да го реализираме. Денеска го започнуваме проектот реконструкција на речното корито на Горовинска река, со која долго време граѓаните на општина Свети Николе имаат големи проблеми, како што можете да видите и од самото лице место. Значи се работи за голем потек. Значи ова е прва фаза, 76 метра од горе до мостот на основното училиште ќе биде извршено комплетно реновирање на овој потек со армирана подлога, а потоа составање на каменска подлога. И покрај на дното на вода на реката и на самото речно корито. Значи ова е само почеток, а за втората фаза веќе се предвидени средства од буџетот на општина Свети Николе за 2022 година и планираме во текот до крајот на 2022 година да биде комплетно реновирано речното корито. Паралелно со оваа работа планираме да направиме и неколку работи за да биде разубавен животот на граѓаните на општина Свети Николе. Значи почнуваме од тук, планираме паралелно со ова да направиме асфалтирање на овој потек тука позад мене, за да овозможиме паркинг места, бесплатни паркинг места нормално. Надолу покрај кеот на речното корито, откако ќе биде направено, планираме да го исчистиме потегот покрај речното корито, да направиме една модерна пешачка патека. Тоа се работи во самиот потек на градскиот парк на општина Свети Николе. Значи пешачка патека со клупи, со канделабри и на крајот, каде што е сега остатоци од детско катче, детско игралиште, планираме да направиме едно модерно детско игралиште, каде што родителите и децата ќе можат да уживаат во нивното слободно време. За детското игралиште можеме да кажеме дека се веќе обезбедени средства од донаторите предводени од генерал Хаџи Јанев. Утре во 9 часот во општина Штип ќе имаме средба во која ќе го официализираме овој дел, односно донацијата меѓу 10 и 15.000 евра од страна на овие донатори, на чие чело е генерал Хаџи Јанев. Паралелно со ова продолжуваме и со другите работи. Претходно веќе кажавме дека потекот од неколкуте улици на цела од Рудина и Бел Камен, заедно со изведувачот, кој што направивме веќе договор, до нова година треба да биде комплетно тампониран и да се стават ивичници, за да може во зимскиот период граѓаните кои што живеат на тој потек да не газат во кал, како што беше пред да дојдеме на власт во општина Свети Николе. Затекнавме хаос таму, значи доста луѓе, зборуваме за 50-60 семејства, не беа приклучени на канализационата мрежа. Овој период претходно го искористивме да ги поврземе луѓето во канализационата мрежа, за да не правиме дупли трошоци како што беше претходно. Значи веќе ги поврзуваме, дали остана уште неколку семејства кои што останаа неповрзани со канализационата мрежа. Верувам дека во текот на наредната недела, доколку послужат временските услови, да ги врземе на канализационата мрежа, за да може изведувачот да ја заврши својата работа како што беше договорено. Не идовме на проблеми и кај граѓаните, не беше извршена добра експроприација, некои потези не беа направени како што треба, но еве веќе тргна работата и верувам дека до нова година тоа ќе биде завршено. Понатаму можам да кажам дека граѓаните кои што живеат на улица Живко Чингов, која што беше хаос со неповрзана канализација, со неповрзана атмосферска канализација, со ровови, дупки, вода, не знам една година како работеле. Значи денеска е, во петокот беше завршена комплетно, значи врзување и атмосферска и канализациона мрежа, за да веќе утре имаме закажано примопредавање со надзорот и веднаш потоа да можеме да и го тампонираме потегот за овој период од годината, за да не газат во кал. Продолжуваме да ги тераме и другите работи кои што ги наследивме и од претходно, но и нови проекти. Можем да кажем дека чекаме
до 15 од Светска банка, претходниот градоначалник и локална власт имале 40 милиони денари од Светска банка заем за правење на улици и асфалтирање на улици. Беа потрошени само 20 милиона. Затоа стапивме во контакт со Светска банка и веќе во петок на совет ќе се донесе одлука за да може да се доискористат овие 20 милиона за изградба на неколку улици на потекот Горобински и Сопотски пат. Се работи за нови населби кои веќе 5-та година немаат ниту атмосферска канализација, ниту пак асфалт. Затоа зборувам дека после 5-та година тие имаат можност да ја тужат општината, бидејќи општината мора да им ги овозможи овие услови. Се надеваме до 15 да биде сето тоа завршено и веднаш со истиот изведувач кој што го работи потекот на Долкамен и Рудина, под истите услови, со истите цени, веднаш да почне со работа. Градинката во Ерџелија веќе веруваме почетокот на 2022 година ќе почне со изградба, веќе имаме известување од Министерството за труд и социјалната политика. Истото се однесува и за адаптација на просторот на основното училиште во Гоце Делчев, во основното училиште во село Горобинци за адаптација за изградба на градинка. Со балон салата во село Ерџелија ќе започнеме 2022 година, веќе е започната процедурата за распишување на тендер за балон сала и веруваме, ево очекуваме, вчера имаше конститутивна седница на Вардарски плански район, може со задоволство да кажем дека за општина Свети Николе е предвидено донесување на ново противпожарно возило, ново, и одобрување на проектот на поврзување со асфалт на потекот село Кнеже, село Ѓузумелци во општина Лозово. Работиме и на други проекти. Можем да кажем дека во 2022 мора да се започне со асфалтирање барем по една улица во селските средини, таму каде што има канализациона мрежа, зборуваме барем за поголемите села. Поради искористување на заемот од Светска банка, веќе не имат одобрено 5,7 милиони денари за изградба на водовод во село Орел и така натаму и така натаму. Ќе работиме, се трудиме да биде се што ветивме во изборната програма да го реализираме во нашиот мандат. Благодарам.